Ке ве молам смалете ја нервозата. Знам дека сте нервозни затоа што успеавте да ги направите сите акробации и манипулации во Собраниево за да ги донесете закониве кои што се против уставот и против државата. Едноставно кажано, вака со народни зборови. Првенствено се поднесуваа закони на кои што беа подпишани колеги наши пратеници. Јас вака кога ги анализирав подпишаните пратеници, заклучив дека како функционира владата всушност. Тоа е добра една слика и заклучок може да се изведе од тој список на подпишани пратеници, дека таму малцинството го владее мнозинството. И како трајна гаранција на законот за работни односи беше подпишан току-што влезениот наш колега Халил Снопче. Не го оспорувам, тоа може секој кој сака да се подпише да поднесе закон, но една како трајна гаранција на посветеност на патот на оваа влада беше токму избран новопечениот, нововлезениот во коалицијата нашиот колега Халил Снопче од Алијанса на албанците, кој до пред некое време беше остар противник на политиките на оваа влада, за да сега го смени односот и да биде потврда на политиките на оваа влада. И навистина се отвара многу легитимно прашање што во меѓувреме се смени, за да после се повлече тој закон, па се поднесе од страна на владата, бидејќи не прв пат ќе беше заклучокот дека владата ги злоупотребува пратениците за да си ги оствари своите цели, потоа владата со европско знаме, кое што веќе е злоупотребено, не злоупотребено и скинато од злоупотреба, и дури и Европската унија, која што треба да ја користиме како еден позитивен пример на законодавство и нашите закони со години ги согласуваме и само за тоа треба да ја употребуваме. За жал, ние сме сведоци дека 50% од законите во ова собрание се носат по скратена постапка, иако и имаше забелешки за ова и во европскиот извештај и од делегацијата на Европската унија во нашава држава имаше забелешка за овој начин на носење на закони. Моите колеги ги истакнаа забелешките на овој закон, злоупотребено европско знаме, празни кореспондентни табели и навистина веќе дегутантно она објаснување, оправдување дека зошто е скратената постапка, затоа што не се работи за обемен и сложен закон, што навистина не е суштинско и неиздржано едно објаснување. И замислете, со овој закон, оние градби што ќе треба да влезат во договорот за стратешки интерес, треба да не подлежат на одобрение за градење. Без идеен проект и сите забелешки до сега стојат, што ги кажа моите колеги, со идеен проект со сите спецификации кои што треба да ги има. И замислете, во државата сите до сега што сме водели и ние сме воделе како граѓани, буквално за промена на еден кров на куќа сме чекале со години, затоа што сме чекале одобрение, сме правеле проекти, сме правеле истражувања, па без анализа на ИСИС и така натаму, не сме можеле да мрднеме со години. Сме плаќале промени на движење на имот и така натаму. Сето ова сега се подредува во треба да е стратешки интерес на државата и да се омаловажат сите овие граѓани кои што поднесувале постапки и чекале со години за да добијат дозволи. Сега вие под плаштот на стратешки интерес, а всушност е стратешки интерес на елитата на владата која што дебело ќе се офајди од овие провизии што веќе се плаќаат само на фрлена лопата, а на непочнат автопат. Замислете, го погазивте зборот на делегацијата на Европската унија во државата, која што се изјасни децидно дека овие закони не се согласни со европските стандарди и дека ќе се бара дополнително објаснување. Им дадовте ли дополнително објаснување? И ќе ве молам, под плаштот на национални интереси, толку штета направивте на државата. Национални интерес е да знаат граѓаните каде се трошат нивните пари. Национален интерес е да се почитуваат одлуките на Уставниот суд и да се штитат правата на македонските работници. Национален интерес не е да се плаќа 5 пати повеќе за изградба на километар автопат во споредба со оној кој што беше изграден претходно заедно со Европската унија, тоа беше делницата Демиркапија Смоквица. Национален интерес на македонските граѓани е коридорот 8 и 10D да го градат македонски компании и профитот да остане во Македонија. Национален интерес е македонските граѓани да не платат повеќе од 300 милиони евра на пенали и аванси
на уште нефрлена лопата за проектот. Така е заменик министер. Кога еден ден ќе си сносите одговорност, а ќе имате одговорност за сите овие постапки што ги водите, знам дека ви кажа во една прилика дека сте заслепени од осјајот на паричките што звечкаат во џебовите, но еден ден ќе застанете пред судот на правдата. И ќе се потсетите на нашите зборови. Значи, треба да се почитуваат законите во Македонија. Со сите овие закони што ги носите вие, по скратена постапка, со европско знаменце, го дерогиравте и онака уништениот судски систем. Значи, цела една држава, сите институции ќе се погасат само за интересот на оваа влада. Дали е тоа национален интерес? Одговорот сигурна сум дека сега сте заслепени, сега не го гледате од дрвото, шумата не ја гледате, но за некоја година ќе добиете одговор кога ќе се утри, да речем, од вашата глава или од вашата слобода и уживање на правата како граѓани, затоа што знаете како мандатот на функции трае одредени години, не еден-два мандати, еви 10 години да траат, завршуваат функциите, после тоа останувате граѓани и се претопувате повторно во толпата, а и сега додека сме на функции, ние сме засегнати од нефункционирањето на институциите. И како национален интерес требаше да се борите, 7 година сте на власт, да профункционираат институциите и да се почитуваат законите. Вие со секоја постапка што ја направивте, го доуништивте и она што малце остана. Не се амнестираме, јас секогаш зборам отворено и доблесно, искрено, имаме и вина и ние како власт, но од она што го прокламиравте во изборните кампањи, сосема спротивно работите. И одговорот на вашата работа и посветеност за да доуништите државата и она малку што остане во државата, ќе си го добиете на избори. Еве, не верувајќи на мене, во интерес на времето јас ќе оставам простор за другите колеги да се обратат, но размислете што точно правите со овие постапки. Навистина ја дерогиравте цела држава и цел правен систем. Ви благодарам.